Излезеноста е значително помала од минатите парламентарни избори, што говори дека граѓаните немале мотивација да искочат, односно пратиле некаква порака на партиите и на надпреварувачите на изборите. Мислам дека генерално главната порака е кон владеачката партија, која што процентуално изгуби голем дел на гласови. Мислам дека тоа се гласачи кои поверуваа на нејзиниот наратив на минатите парламентарни избори, а претекстот на наративот беше дека Македонија повторно ќе биде горда. Тука се алудираше на наводно преголемата улога на албанските политички партии како дуи во владата. Една генерална резигнација. Да, постои незадоволство, меѓутоа луѓето гласачите се плашат да се надеваат, се плашат да дадат се уште поддршка погласна за некои нови алтернативи. Мислам, видовме дека има доста гласови за независни листи. Видовме дека имаме големо изненадување, тоа е клучната работа од овие избори во градот Скопје, каде што кандидат кој што не е дел од естаблишментот, кој што изненади, пријатно изненади, освои многу симпатии, ми се чини кај сите делови од политичкиот спектар и успа да влезе во вториот круг и да го предизвикува кандидатот на естаблишментот.